Сега ќе зборуваме за љубовта. Да, убаво слушнавте и мојата колешка е подготвена, Ирина Спировска, токму на оваа тема која вели љубовта никогаш не говори со еден глас. Но зашто точно станува збор ќе дознаеме ние во продолжение. Ирина, добро утро и повелате со разговорот со твојот гостин Горан Наумовски, за што ќе зборуваме. Поздрав, Слободанка, до тебе и до сите гледачи на нашата утринска програма Добро утро секој утро на телевизија Алфа. Како што најави и ти, во продолжение, после вестите зборуваме на веројатно најубавата можна тема, поврзана со љубовта. Всушност, во следниве минути го најавуваме вечерашниот настан, се работи за промоција на мултимедијалниот проект Три лица на љубовта, кој што ќе се случи на малата сцена во Македонската филхармонија. Книга, лирски записи, драмски текстови, извонредни композиции кои што ќе им ја разнежна душата на сите кои што вечерва од 19:30 ќе присуствуваат на оваа промоција, а го најави ти веќе мојот соговорник Горан Наумовски, кој што е еден од учесниците во овој проект. Пред се, Горан, добро утро и ти благодарам што во овие рани утрински часови си заедно со нас. Добро утро, јас ви благодарам што секогаш ги покривате овие наши настани од културата, од естрадата, така да взаемна благодарност и задоволство. Секако со големо задоволство, особено кога се работи за македонската музика, а овој проект всушност прави една симбиоза на поезијата и на убавата музика. Што всушност се опфаќа овој мултимедијален проект? Па, мултимедијалниот проект, чиј автор е Митко Чешларов, е составен, насловен Три лица на љубовта, всушност драмски текст, поезија и аудиозаписи за поезијата, за дел од тие песни. И можам да кажам дека сум многу благодарен пред се што сум дел од овој проект. Мислам дека немало вакви проекти, каде што во еден проект се вклучуваат три различни сегменти. И убави текстови, убави песни, како што кажав, вечерва дел од изведувачите ќе настапиме. Песната е, не знам, за љубовта, меѓутоа ја прикажува онаа страна на борбата, значи од машката перспектива, дека машките имаат стравови, несигурности, борбата сам со себе, една дуалност. Многу ми се допадна кога прво ја слушнав песната како демо и ете ја снимивме во аранжман на Кристијан Габровски, а вечерва исто ќе имаме можност да ги чуеме Маријана Бошковска, Ана Петановска, Агни Авшар, Биба Додева, Жаклина Стевковска и Зорица Попанкова. Да, ќе биде тоа навистина едно несекојдневно уживање на кое што ќе биде презентирано сето она што всушност се најде во оваа книга. Тука книгата е веќе излезена од печат и тука се текстовите и она инспирација за која што всушност настана 8, ако не се лажам, досега снимени авторски. 8, да. Како што разбрав од авторот, планираат да снимат уште повеќе и дека се планира овие проекти во Хрватска да се однесе. Меѓутоа, тие детали во некоја друга прилика веројатно авторот повеќе ќе ви каже. Ние сме некако од музичкиот дел повеќе засегнати. Како течеше снимањето? Па, со Кристијан Габровски имаме долгогодишна соработка, така да секогаш ми е пријатно кога работам со него, ме познава многу добро и снимањето беше буквално така во миг некако пројде. Иако ова ми е прва песна после пауза од 7-8 години, освен летово што имав еден кавер од Мајоđa Клиевска снимено. Така да, одлично искуство, некако целиот овој проект ми даде една желба, еден ентузијазам за да снимаме. Некако пеачиве сме, сите некако повлечени, како да ја нема она естрада. Меѓутоа, вакви проекти ни даваат на сите ентузијазам и една сила да работиме понатаму. Значи, после подолго време се појави вистинска инспирација токму преку овие три лица на љубовта за да се снимат овие композиции, а кога зборувавме за учесниците кои што вечерва ќе настапат, ете ја спомнавме тука на пример и Зорица Попанкова, што значи дека вие што сте дел од помладата генерација ќе имате можност да настапите и со ете доајени од нашата музичка сцена. Добро, не би рекол дека сум од толку помладата популација како Ана Петановска, Маријана, меѓутоа тој спој
Значи, на пејачи од различни возрасти, да кажеме, исто убав гест во однос на целиот проект, бидејќи што е поентата, кој како ја доживува љубовта преку овие песни. Секој си има собствено резонирање на текстот, кај секој го пробудува некое друго чувство, така да од аспект на помлада личност, од аспект на повозрасна личност, од аспект на многу повозрасна личност, така да љубовта е индивидуално чувство, така да кој како ќе ја доживее. Па затоа и Чешларов вели дека има повеќе лица љубовта и говори на повеќе различни јазици и начини. Пример, една песна може би мене други чувства да ме побуди, вас да ви побуди други чувства. Меѓутоа, музиката и љубовта е еден универзален јазик во кој што сите се разбираме на крајот. Генералната проба, ако добро разбрав, ќе се случи за неколку часа, поточно во 12 часот. Ќе ви започне? Во 12 часот, вчера имаше техничка проба, убаво изгледа, интересен визуелен пристап има, така да нема да трае многу долго, ќе ги отпееме песните, има дел од драмата, воведни делови и мислам дека ќе биде многу убав настан. И се надевам дека во иднина ќе има многу повеќе вакви настани, промоции на кои што ќе ги вклучат и пејачите. Она што исто така важно да напоменеме, дека влезот е слободен, што значи дека буквално секој што сака да ужива во убавата поезија, во драмските текстови, диалози и во вашите изведби на композициите е поканет и добре дојде. Да, влезот е слободен, сега во однос на места не знам како е било, меѓутоа ние се нашаливме, има и скали. Така да кој сака слободно може да дојде вечерва и да присуствува на промоцијата на овој мултимедијален проект и воедно и да ни дадат поддршка на сите нас. Секако дека впечатокот е многу поубав кога се настапува за психоизведувач во полна сала, а навистина овој проект заслужува внимание и се надевам дека ќе биде исполнета камерната сала, дека ќе има публика што со задоволство ќе ги впие сите зборови и сите акорди кои што произлегоа од ова убаво дело на Чешларов. Му беше ли на авторот тешко да ве најде сите, да ве ангажира, да го направи овој состав на уметници? Па мислам дека спонтано има дојдено до сите нас. Ние со Митко Чешларов се запознавме случајно на Охридскиот фестивал летово и ми спомна, работам на еден проект, мислам дека твојот глас би одговарал за една од песните, ајде во Скопје ќе се видиме, се видовме, ми го пушти демото од песната, мене ми се допадна, ја работиме, толку едноставно беше. И некако се склопија сите тие коцки за да песната се појави. Таа уште во октомври ја пуштивме по радиостаниците. Сега во моментов се снима и видеоспот, доколку оди во позадина, тоа би било позадината што вечер ќе оди на промоцијата. Дел од материјалот кој што е за спотот, каде што преку танц е доловена таа емоција, таа борба сам со себе, борбата на човекот сам со својата сенка. И сум презадоволен од тоа како изгледа со правенецот Франциско Хименес Руис, кој што ни е работен во Националната опера и балет како балетски танчер. И мислам дека за скоро ќе си добие едно цело купно визуелно аудио пакување оваа цела песна. Да, овие инсерти што утринава имат можност да ги видат нашите гледачи се една убава најава, една убава увертира за сето тоа уживање кое што ќе следува секако со вечерашниот ваш настап тука во Македонската филхармонија, но и она што ќе следува во Хрватска, а можеби дури и во други земји каде што се разбира има македонци кои што со задоволство и со уживање ја чекаат секоја иницијатива од нашава земја да се однесе нашата култура таму. Се надевам дека тоа ќе се изреализира, ние сме сите позитивни, расположени, полни со енергија, ентузијазам, така да би било одлично да овој проект нели да напушти нашата држава и да се презентира во некоја друга држава.
Неба Дијала вела дека љубовта на вистина е неисцрпен извор на инспирација за уметниците и еве во овој случај уште еднаш се потврдува тоа, три лица на љубовта како мотив за сите вас да ве видиме на едно место. Останува сега вечер да бидеме присутни во 19:30 и да се препуштиме на таа убава љубовна приказна што ќе ја доловите секој на свој начин и со своја енергија на сцената во Филхармонија. Да се гледаме вечер и се надевам дека сите убаво ќе се поминеме. Сигурен сум дека убаво ќе се поминеме. Еве и покана до кој е слободен, нека помине. Да, ете уште еднаш да напоменеме за оние што подоцна се вклучија дека влезот за промоцијата на мултимедијалниот проект Три лица на љубовта, кој што ќе се случува вечерва со почеток во 19:30 во камерната сала на Македонската филхармонија е слободен и бесплатен за сите, а за крај на ова јавување дозволете само да прочитам дел од воведот кој што авторот Митко Чешларов го издвоил на првата страница од книгата. Вели, ова не е книга што се покорува на книжевните правила, туку постмодерен мозаик на срцето. Стиховите, записите и сцените не се водат по формата, туку по емоцијата што ги раѓа. Личното и универзалното овде не се спротивставени. Тие се меѓусебни огледала, хранети од ист извор. Книгата може да се чита како исповед, а може и секој читател да ја почувствува како своја приказна. Зашто љубовта, осаменоста, копнежот и надежта се секогаш лични и секогаш заеднички. Со овој вовед ве покануваме уште еднаш вечерва на промоцијата на Три лица на љубовта во Македонската филхармонија со почеток од 19:30. Мене ова ми беше доволна инспирација да бидам вечерва таму, се разбира, со екипата на телевизија Алфа, а се надевам и вас ви инспириравме и ви дадовме идеја како да ја поминете оваа вечер, а да имате трајни сеќавања и да уживате во нешто што ви го подготвуваат уметници кои што на вистина се истакнати и докажани на нашата уметничка сцена. Слободанка, дали може би од студиото имате некое прашање? Ништо не би сакала да додадам од она што и ти го кажа како една преубава одјава Ирена. И посакувам, се разбира, успех и посетеност, затоа што се работи за нешто многу убаво.